Поздрав до сите вас почитувани кои што во моментот сте на програмата на Канал 5 и се разбира ќе ве поканам да не го менувате каналот, да останете со нас и да го проследите овој разговор во продолжение. 28 март е меѓународен ден на бабата, а вратите на својот топол дом ни ги отвори госпоѓа Петранка Лазова, која што е пензионерка и која што ќе ни раскаже малку повеќе за нејзиниот живот и за како тоа жената всушност се гледа во општеството, се гледала во нејзиното време, како е денес и се разбира како ги поминува своите пензионерски денови. Морам само да нагласам дека што влеговме во нејзиниот дом, веднаш беше пуштено Канал 5 и ни кажа дека не го менуваат каналот. Госпоѓа Петранка, добро утро и ви благодарам што не примевте. Добро утро и повелете. Да. Ке започнеме со најпрво да ви го честитам денот на бабата. Благодарам многу и чест и задоволство ми е што сте тука со мене. Кажете ми на самиот почеток на кој начин се одбележува овој ден во Македонија? Се одбележува ли некако? Ова е нешто ново, нешто што досега можеби низ годините не сме го имале. Досега не сме го имале, како 8 март како ден на жената се одбележувало на поинаков на работен начин. Јас сум работела во поголема работна организација, така да скромно, али убаво. И сите сме биле задоволни. Да, пред да ја вклучиме камерата, малку повеќе ми раскажавте како всушност се почитувала жената во вашето време. Рековте скромно, но многу поинаку од денес. На кој начин се одбележуваше и денот на жената и како се почитуваа жените во тоа време? Па да ви кажам, почитувањето беше поголемо. Поголемо во ствари беше искреноста на луѓето меѓу себе, дружбата, поврзаноста и со работа, и со комуникација, и со одење на одмори, и излети. Се беше поинаку. Се беше поинаку. Можда за некои работи имало недостатоци, али духовно беа многу сите луѓе по-богати. Да, кажете ми како ги поминувате вашите пензионерски денови? Вие сте баба и прабаба, ако добро сватив? Да, јас сум и баба и прабаба, имам и внука и правнук, така да многу сум среќна, задоволна. Децата ме викаат пак да одам кај нив. Да, децата не ви живеат тука, така? Децата не се тука, во странство се и двајцата, така да сега малиот на 29 март прави 2 години правнукот. Да, како го поминавте вашиот работен век? Па да ви кажам исполнето. Со повеќе обврски, меѓутоа задоволна лично. Има нешто кое што ви недостасува од работата? Колегите можеби, дали се уште сте со некој од нив можеби во контакт? Уште имам со колешки што се слушам. Од време на време случајно некој ќе се видам и така комуницирам. Да, порано сте биле, мислам не дека сега не сме вредни, но навистина вие живеете во едно навистина многу поинакво време. Што е она кое што сакате од вашето време да се пренесе на денешните генерации? Па прво секој да се цени себе си, да се почитува, па макар и малото дете. И тоа е личност, што треба да знае, мислам, и правдината секогаш да се кажува. Искреноста. Тоа е многу битно во една комуникација. И би им порачала на сите млади, како апел, да се почитуваат, па после да се сакаат. Прво е почита, па после е љубовта. Во секоја врска, во секој однос, дали е во кругот на семејството, дали е надвор од кругот со пријатели, познати, другари и ред други. И секогаш кој може да помогне во било која ситуација. Па макар тоа било и со разговор, дали материјално, дали ќе излезеш еден муабет да направиш, да му олесни на некого. Да, мислам дека и новонастанатите ситуации кои што периодов се за жал актуелни во нашата земја, малку повеќе ќе не сплотат и ќе не направат подобри луѓе. Се надеваме дека барем некоја позитивна работа ќе научиме од сето страшно кое што ни се случи. Па да ви кажам, ако нема измени во правосудниот систем, ако не се работи секој поштено и честно својата работа за кој го прима личниот доход, јас мислам од оваа држава ништо нема да биде. Сакам да ве прашам и за Црвениот крст, колку навистина ви е важна и значајна поддршката која што добивате од таму? Да ви кажам, пошто останав сама,
со нарушено здравје, да речем, со текот на годините, и добро е, и задоволна сум со толку. Голема помошта е и можам само да бидам благодарна за сето тоа. Да, и да упатим уште една убава порака на самиот крај на овој разговор до сите баби кои што во моментов следат Канал 5. Баби, чувајте се и бидете здрави и живи и радувајте се со вашите поколенија. Кој слободен момент го имате, искористете го со нив. Да. Ви благодарам уште еднаш што не примевте во вашиот дом и ви благодарам за овој убав разговор. Благодарам и на вас.